Добар ден, почитувани. Ова е уште една нова телма амбуланта, петочна, реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Антибиотици земете само кога е неопходно и никогаш на своја рака. Многу пати досега сме го слушнале овој совет од стручните лица. Зошто нерационалната употреба на антибиотици може да создаде проблеми по здравјето кај поединецот, но и кај целата популација? На каков начин придонесува бактериите да развијат резистентност, односно отпорност на антибиотиците? За рационалната употреба на антибиотици денеска зборуваме со доктор Катерина Игневска, специјалист микробиолог во Жан Митрев клиник. Докторке, добре дојдовте во студиото на Телма. Добар ден. Според предупредувањата на Светската здравствена организација, во наредните 3 децении секоја година би можеле да умираат по 10 милиони луѓе како резултат на инфекции предизвикани од бактерии отпорни на антибиотици. Тие бактерии ги нарекуваат супербактерии. Се работи ли за нов вид на бактерии или пак за оние старите, добро познати бактерии што се наоѓаат околу нас, кои што еволуирале? Така, бројката е фрапантна на смртни случаи предизвикани од бактерии кои што се резистентни на повеќе и различни групи на антибиотици. Што се однесува на супербактериите, тоа се еден така да речем популарен термин кој е контраверзен во однос на тоа што значи супербактерија. Секако тие не се супер за нас, бидејќи станува збор за бактерии кои што имаат создадено механизми на резистенција, односно механизми на отпорност кон повеќе антибиотици, да не речам и такви кои што имаат резистентност, отпорност кон сите антибиотици кои што можеме да ги искористиме за лекување на бактериските инфекции. Така да од една ера кога се немаше антибиотици и почна да се произведуваат, нови да се создаваат и да бидат делотворни, ефикасни во лекувањето на бактериските инфекции, дојдовме до една фаза во која што бактериите со своите до перфекционизам совршени механизми наоѓаат начин, прават начини и механизми да се заштитат од дејството на антибиотиците и тој единствен начин тие да преживеат во средината. Така да сето ова употреба, злоупотреба на антибиотиците, како и да е, ќе наноси во една постантибиотска ера и за жал смртноста од инфекциите ќе биде навистина многу голема. За сега супербактериите велат обично се среќаваат во болничките средини, дали е тоа точно? Така, до сега за супербактерии синоним беше болница и посебно оддели за интензивно лекување. Зошто? Затоа што таму навистина има пациенти кои што доаѓаат претходно третирани, лекувани, населени, колонизирани со најразлични бактерии кои што примерно веќе имаат одредени механизми на резистенција. Самата таа асоциација дека во болниците се даваат антибиотици, да не речам, постои некоја пракса, секој пациент што е дојден во болница, уште на старт се почнува емпириски со некоја антибиотска терапија, оправдано или неоправдано, нели, го гледаме резултатот денес. Така да болниците каде што нели пациентот е на машини за дишење, имаат пласирани бројни линии, инвазивни процедури се прават, таму ризикот е и најголем да постојат и да се соочуваме со болнички високорезистентни бактерии. Но како нели оди времето и употребата на антибиотиците во општата популација, јас мислам дека тој проблем ќе биде во нашето секојдневие, не само во болниците, бидејќи една обична уринарна инфекција ќе не можеме да лекуваме со перорални антибиотици, оние што ги пиеме преку уста, со некој потесен спектар, бидејќи сите ние во нашето обкружување ќе бидеме во контакт со високорезистентни бактерии кои што ќе населат и самите тие како ендогена флора натака може да ни предизвикаат инфекции од кои што ќе пострадаме заради немање избор на соодветен антибиотски третман. Кај децата кога се прави бриз од нос, често пати се изолира златен стафилокок. Дали златниот стафилокок е исто што е МРСА, она болничка супербактерија? Така. Да, во брисевите, да, од нос најчесто и колонизатор на носната слузница е Staphylococcus aureus бактеријата, која што општо е позната како златен стафилокок. Нели така убаво звучи, златен стафилокок, но не е многу пожелно да се има. Тоа е бактерија која што како носител, доколку сме само колонизирани и не имаме никакви симптоми на инфекција, нема да предизвика, нема да не загрози. Таа ќе си живее тука само и нема да даде никакво заболување.
Проблем е ако истото тоа дете треба да подлежи на некаква интервенција, има некаква рана и од тука како извор на зараза може да се пренесе бактеријата преку раце, преку контакт на друго место, каде што таа реално ќе направи проблем, ќе направи болест, може да настане инфекција на рана, да настане продор на бактеријата во крв, една септикемија, значи многу сериозна здравствена состојба. Но, само како колонизатор, не треба многу да не загрижува, и во суштина сакам да потенцирам дека таквите изолати кај деца кои што не даваат симптоматологија, не даваат една клиничка слика и не треба да ги лекуваме со системски антибиотици. Тука единствено можеме да ги искористиме локалните антибиотици, некоја маст за мачкање, имаме тука избор потентен, мупироцин, хлорамфеникол, масти кои што генерално делуваат на стафилококот, независно дали е тој обичен, осетлив златен стафилокок или она супербактерија мрса која што е позната и за која што луѓето навистина со страв зборуваат или ако некаде докажеме им соопштиме дека имаат мрса, што би значило метицилин резистентен стафилококус ауреус, се навистина исплашени. Разликата тоа е една иста бактерија, стафилококус ауреус, но мрсата е високо резистентна, значи тоа е сој на бактеријата која што си развила механизми на резистенција кон огромна група на антибиотици. Ние видиме сите бета-лактами, односно пеницилини, цефалоспорини, сите тие не можат да делуваат на мрсата, заради тие механизми на резистенција. Што е проблемот со мрсата? Имаме многу малку антибиотици кои што можеме да ги дадеме како лек од избор. Не е разликата во тежината на болеста која што ќе ја предизвикаат и едната и другата. Но кај обичниот стафилокок што ги нема тие механизми на резистенција, можеме да лекуваме со најразлични антибиотици. Овде веќе сме лимитирани во изборот, така да потешко оди. Докторке, ова значи дека на нас и во нас може да живеат така наречени опасни бактерии, при тоа да не ни создават никаков проблем? Да, точно. Ние сме колонизирани, значи нашето тело е колонизирано и по кожата и сите слузници, цревата, да не споменеме дека тие се еден конгломерат на бактерии, но тие се наша нормална флора и тие си живеат со нас во еден нормален симбиотски начин, бидејќи од друга страна тие се наши жители од кои што и ние имаме корист, еден заемна корист и тие од нас и ние од нив. И во ниеден момент тие, како нормални жители, не се опасни за нас дека ќе ни предизвикаат болест. Да речеме, бактериите во цревата се толку многу, но живееме со нив и тие се добри бактерии. Така да ние сме носители на многу бактерии. Проблемот со инфекциите кога одредена бактерија ќе се најде на место каде што примерно не би требало да постои, бидејќи секоја регија си има одредена микрофлора предефинирана. Така како Ешерихија коли се најде, да речеме, во уринарниот тракт. Тоа е веќе проблем, бидејќи урината треба да биде стерилна. Зависи кога. Доколку нема симптоми, повторно не е проблем. Па да, не е убаво, нели? Нормално е да урината биде стерилна. Но ако има Ешерихија, да речеме, што е најчест изолат, најчест причинител на уринарни инфекции заедно со ентерококот, не секогаш треба да ги лекуваме. Доколку нема симптоми на болест, ние видиме асимптоматска бактериурија, значи само присуство на бактеријата, без никакви симптоми, без никакви тегоби кај пациентот, тогаш неосновано е давање на антибиотици, освен во една ситуација, тоа е кај бремените жени, тогаш се прави скрининг и се лекуваат уринарните инфекции. Во спротив на асимптоматската бактериурија не се лекува, дури не се прави скрининг. Многу често пациентите одат и рутински или матичните лекари си прават испитувања. Ако немаш симптоми на уринарна инфекција, ако немаш температура, немаш дизурични тегоби, често мокрење, болка, печење, што одат во склоп на таа инфекција, нема потреба, никаде не е препорачено да се прави скрининг, рутински микробиолошка анализа. Тоа се анализи кои што одат по индикација. Така да А да проговориме за бактериите во цревата и за оние бактерии што создаваат понекогаш труења. Да речеме салмонела. Најдов еден интересен податок. Вели, само една доза антибиотик може доживотно да го направи лицето заразено со салмонела клицоносител. Како е сега ова возможно? Така, да, значи салмонелата во принцип треба да се остави како самолимитирачка
самолимитирачка болест салмонелозата. Значи телото, организмот да се избори самиот? Елиминира, да. Самиот да елиминира. Да. Не треба по сите протоколи, стандарди, не треба иницијално да се оди со антибиотици, лекување на салмонелата. Треба да се внимава само на режимот, односно да има доволно внес на течности, да лицето кое што има салмонелоза не дехидрира заради чести столици, повраќање, препотување и така натака. Но доколку има изразена клиничка слика, во тој случај е оправдано давање на антибиотиците. Меѓутоа, тука имаме користи штета. Давање на антибиотик, од друга страна, може да доведе до животно клицоносителство. Што значи тоа клицоносителство? Ке ми појасните? Да, во цревата ке има салмонелата, пациентот кој што претходно бил третиран, ке има, нема да има никакви симптоми на болест, меѓутоа, каде е проблемот? Луѓе кои што работат во кујна, поминуваат на редовни скрининзи за испитување на ФЕЦЕС, таму е апсолутно забрането да се врати на работа со се уште присутен изолат. Исто така децата во градинките, ако има дете со салмонела, нема никакви симптоми, било лекувано, меѓутоа му правиме трајна штета со тоа што не може да се врати да добие потврда за во градинка затоа што се уште е присутна салмонелата. Нели тоа е нормално затоа што тоа е, да речеме, еден колективен живот во градинките каде што децата меѓу себе си ги разменуваат бактериите и со тоа би загрозило една цела група на дечиња. Значи многу внимателно во вакви ситуации, бидејќи никогаш и на своја рака родителите даваат антибиотик. Не само родителите, воопшто и ние кога ќе качиме температури, имаме диареја, знаеме да посегнеме по антибиотик. Така, меѓутоа да ја размислиме секогаш и неинфективната етиологија на некои состојби. Речеме, температура може да биде од вирусна етиологија и не треба да ги доживуваме антибиотиците како антипиретици, како средства за симнување на температура. Значи, температурата не е индикација да се почне антибиотик. Најпрвин треба да се види што имаме клиничка слика. Мора да се процени дали е тоа некое инфективно заболување, да се види дали од вирусна етиологија, да се земат примероци за микробиологија, да се направат соодветни анализи, да се изработат антибиограми за да процениме осетливоста доколку сме имале некој изолиран причинител од бактериите и натака целно да дадеме антибиотик. Не секоја состојба заслужува антибиотик. Многу често, еве да речеме, за градинките се бараат потврди за брисеви носи грл. Значи тоа се деца и тие се кај децата повеќе од 50% од децата и повеќето имаат флора која што е нормална во детска возраст, во нос, мораксели, хемофилус, имаат стафилококус ауреус. И тие не можеме да ги лекуваме постојано со антибиотик. Една обична настинка ќе го екзарцебира процесот. И тоа не значи дека детето заслужува антибиотик. Значи да се трудиме и ние како лекари не да лекуваме изолати, болеста да лекуваме. Така. Дали е детето болно, дали има пневмонија, дали имаме синузит, што лекуваме? Така, ова практика градинките очигледно ќе треба да ја променат, бидејќи се повеќе колонизирани сме лица со бактерии. Советуваат дека нема никаква логика лекување со антибиотик во случај кога некој е колонизиран, како што споменавте, со бактерии. Што значи рационална употреба на антибиотик? Дали таа секогаш вклучува правење антибиограм? Така, значи за употребата на антибиотиците, колку сме ние рационални и разумни, се покаже минативе 2-3 години со пандемијата, кога мислам дека се достигна врвот на злоупотребата на едно такво моќно оружје за инфективните заболувања. Се прима истовремено по 2 и по 3 антибиотика. Точно. Во дупли дози, тројни дози. Да, тоа е една катастрофална ситуација која што направи штета, која што ќе гледаме, веќе почнуваме да го гледаме ефектот од тоа давање неразумно на антибиотиците. Ќе се развие резистентно за бактериите кон тие антибиотици кои што беа исклучително често давани? Неминовно е. Резистенцијата на бактериите е процес кој што не можеме да го сопреме. Но ова што се случи во последниве 2-3 години и давањето на антибиотиците само го забрза процесот енормно. И последиците ќе ги видиме. Дури веќе ние во лабораториите гледаме и споредуваме резистенцијата пред и после пандемијата, што се случува со оние антибиотици кои беа најмногу давани за изолатите кои што ги имаме. Така да тоа рационално или нерационално употребување на антибиотиците што значи? Прво, треба да се направи добра дистинкција дали заболувањето е вирусно или бактериско. Што лекуваме? Дали треба да се даде антибиотик?
Кај нас праксата е секоја температура со антибиотик, секој јавување кај матичен лекар со или исклучок на почитувани колеги, дека за секој случај да се земе антибиотик, па ако не престане, ако не се симне температурата, земете го антибиотикот. Што нели тука не мислиме на пациентот и на неговата безбедност, туку лекарот си мисли на, да речеме, сопствената сигурност, да не отиде пациентот во некоја друга насока, да се пропушти нешто и за секој случај. На тој начин 80% од препишаните антибиотици се непотребно препишани. Од друга страна, изборот на антибиотикот. За одредени изолати, за одредени болести имаме одредени антибиотици кои што по гајдлајнси треба да се дадат. Со тесен спектар, со широк спектар треба на тоа да се внимава? Спектарот на антибиотици, да, апсолутно. Секогаш рационално што е да се даде антибиотик кој што ќе биде делотворен, а ќе има најмал спектар на делување на бактериите. Што тоа значи широк спектар? Значи дека ќе влие на многу бактерии? Точно, значи многу бактерии? Што е тоа широк спектар? Да, на одредени антибиотици има, ние сега за бактериите велиме имаме грам позитивни, имаме грам негативни, односно попросто е ќе кажем, ако сакаме да лекуваме респираторни инфекции, има одредена група на антибиотици кои што повеќе би дошле од избор. Кај уринарните инфекции има антибиотици кои што се препорачуваат од причина што делуваат и се излачуваат преку уринарниот тракт. Значи максималниот ефект го имаат ако се дадат кај уринарни инфекции. Одредени антибиотици доколку лекуваме, да речеме, инфекции на кожа, на меко ткиво и така натака. Спектарот на делување, некои делуваат само на одредена група, а некои, да речеме повисоките, поновите генерации на антибиотици, да не ги спомнувам карбапенимите кои што во пандемијата и тие беа максимално користени, делуваат на многу групи на бактерии. Значи, нивното дејство на повеќе бактерии. Е тој широк спектар на дејства. И надминуваат одредени механизми на резистенција кои што бактериите ги имаат. Сега, во однос на изборот на антибиотици, нели, кажавме дека дали треба да се даде антибиотик е првото. Второто е кој антибиотик, спектарот на антибиотикот на дејство. Понатака, во која доза да се даде антибиотикот е исто многу важно и на колку часа да се повтори антибиотикот, дозата на антибиотикот. Да му се објасни на пациентот што е, колку е важно да, ако треба да се пие антибиотик на 12 часа или на 8 часа, да биде тоа испочитувано. Не 2 пати на ден, па да биде на 5, на 7, зависно, нели, кога е во можност пациентот да го испие антибиотикот. Понатака, колкава е должината на терапијата, колку дена да се пие антибиотик, да не биде тоа во бескрај пиење антибиотици. Се тоа е во прилог на нерационално користење на антибиотиците. И не сме добар лекар ако дадеме веднаш антибиотик, најшироко спектарен, во највисоки дози и долго, предолго. Да ги вклучиме гледачите во денешната Телма амбуланта со нивни прашања на телефонскиот број 3076-677. Доктор Катерина Игневска, специјалист по микробиологија во Жан Митрев клиник, е гостинка во студиото на Телма, со која што разговараме на тема рационална употреба на антибиотици. Колку често кога правите антибиограм кај пациент, добивате резултат дека бактеријата не реагира на повеќето антибиотици? Ве споменавте дека во последно време, после пандемијата, резистентноста на бактериите е зголемена кон одредени антибиотици. Точно, да. Штетата веќе ја гледаме, нели по периодот што ќе следи, ќе следиме и ние колку повеќе изолати имаме и повеќе антибиограми се направени. Еве како пример кај уринарните инфекции, нешто што споредувавме кај некои од изолатите, кај Ешерихија, кај ентерокок, каде што избор на антибиотици беа, да речем, флуорокинолонските и на пациентите многу познати, како цитерал, како левофлоксацин. Ако до сега сме имале некаде 20-30% резистентност на Ешерихија кон кинолоните, сега имаме екстремно зголемена, над 50-60% од изолатите што ги имаме, кај нив не можеме да дадеме кинолон во терапија. Што е поразителен факт. Навистина, да. Имаме гледач кој што ќе го вклучиме во програма, му посакувам добар ден. Повелете, кој е вашето прашање? Добар ден. Да ве поздравам прво. Благодарам. Да поздравам и емисијата. Би ја замолен докторката за еден совет. При интервенција во државна болница на бешиката, просто кажано,
кришање камења, сакачив псевдомонас аерогенезис. 3 пати бев до сега на интервенционно антибиотска терапија. Така, да. Меѓутоа, резултатот е никаков. Се обидувам да најдам на интернет некој чај, нешто. Би сакал еден совет, само бидејќи имам проблеми со простатата, што понатаму. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. И вас много ви благодарам, бидете поздравени. Ви благодарам. Повелете, докторке. Така, тоа е проблемот на, да речеме, ризикот од настанување на инфекции, бидејќи ќе сме соочени со мултирезистентни бактерии кои што се терапевски проблем и бидејќи овде имаме интервенција во некоја од болниците, превенцијата на инфекциите е прво што треба да го споменам. Колку е важно да се посветува внимание на хигиена, на мерки на во однос на стерилност, дезинфекција, перипроцедурално и после тоа. Значи, веројатно станува збор за болничка инфекција. Тоа е прво. Псевдомонасот е бактерија која што прави биофилм и навистина во однос на третманот има избор, има антибиотици кои што може да делуваат, но злоупотребата веќе во стандардите се доведува до само можност сите антибиотици кои што можеме да ги дадеме мора да се дадат во високо дозирање. Значи, тоа е нешто што ние како микробиолози го имаме по стандардите и можеби треба малку повеќе докторите од клиничка пракса да се информираат и да знаат дека стандардните дози кај псевдомонасот веќе немаат ефект. Значи треба поголеми. Повисоки дози за да имаат клинички ефект кај одредени антибиотици. Еве да речам, ципрофлоксацинот е еден од антибиотиците кои што се од избор за третман на псевдомонас. Иако до сега имавме стандардно дозирање, че сега треба во високо дозирање. Ако била една таблета од 500 мг кај псевдомонас, кај стафилококус ауреус, бара високо дозирање од 750 мг, што и во повеќето аптеки не се наоѓа. Ние сме болници, имаме наша болничка аптека и тоа можеме да го искомуницираме и докторите кои препорачуваат и пациентот да има можност да го најде лекот, затоа што како и овој пациент што се јави, навистина субдозирањето со антибиотиците е сериозен проблем. Не прави излекување, нема тераписки ефект, а од друга страна резистенциите ги го промовира настанувањето на резистентните соеви. Помагаат чаеви во ваков случај? Секогаш кога има уринарни инфекции, внесна течности, чаеви добро делува, меѓутоа кога имаме ваков изолат мора да се направи добар режим со антибиотици, па дури и овие се биофилмски, ако имал катетар, ако имал уште каменчиња, да направи како обложување на истите и навистина многу тешко да се третираат. Уште 20 гледачи очекуваат вклучување во денешната емисија. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Повелете. Добар ден. Добар ден. Повелете, кој е вашето прашање? Како прво сакам да ве поздравам вас во студијето. Благодарам. Ние бевме пред 2 години во Италија. А таму ми се појави наградата на Тесла како циста и се опериса 2 пати и таму ми кажа нека бактерија. И сега пред 2 години дојдовме во Германија. Истата инфекција ми се појавила по телото. И дали има докторката некој прашање или да ми одговори што да правам? Така, дали знаете само која бактерија е во прашање? Ми кажа дека за бактерија, они таму докторките... Така, не знаете точно за каква бактерија, но имате упорна бактериска инфекција која што ви се повторува. Ви благодарам за вклучувањето. Дали можете вака да дадете некакви насоки доколку не знаете што точно е изолирано? Тука е многу деликатно да се каже, нели, и во однос на терапијата и изборот, затоа што треба да имаме насоки, дали тоа е некој стафилокок, дали можеби е некој анаероб во таа локација и соодветно да се даде антибиотик, така да доколку е во можност може и да ни сконтактира пациентката, да видиме резултати, да ни прати за евентуален совет, но секогаш ние преферираме да анализите ги извршиме кај нас, да знаеме со што се соочуваме и нели натака да ги направиме сите потребни испитувања за осетливост на бактеријата и да препорачаме терапија согласно дијагнозата.
Ајде уште еден гледач да слушнеме со негово прашање. Добар ден. Добар ден. Добив знак дека гледачот е на линија. Еве ќе се обидеме уште еднаш да го вклучиме и да слушнеме која е неговата дилема, зашто би сакал да добие одговор. Добар ден. Нека се јави подоцна. Докторке, да разрешите уште една дилема. Дали секој од нас може да се зарази со бактерија која што е отпорна на антибиотици? Бидејќи некој велат, јас не пијам антибиотици, јас не сум отпорен на тој антибиотик. Дали ние сме отпорни на антибиотици или пак бактериите се отпорни? Така, да. Интересно прашање, секако дека антибиотиците не се даваат за да не уништат нас, па ние да ги правиме механизмите на резистенција, токму бактериите се тие кои што се отпорни или осетливи на даден антибиотик, а ние сме тие кои што сме колонизирани или инфицирани со дадена бактерија. Така да фактот дека јас не пијам антибиотик и не можам да имам бактерија која што е резистентна, која што е отпорна, затоа што не сум им дал причина на моите бактерии да направат таков механизам, е апсолутно неточен, бидејќи морам да го кажам фактот дека антибиотиците се единствени лекови кои што прават глобална штета, не само лична. Што тоа значи? Ако јас пијам антибиотик, бактериите кои што ги носам ќе им дадам право, нели, да си најдат начин да преживеат, да еволуираат. Така, и да си создадат механизам на отпорност. Меѓутоа, тие бактерии не ги задржувам само за себе. Тие одат и во околината. Ги шириме наоколу. Ги шириме наоколу, да. Така да и некој друг што не пиел антибиотици доаѓа во контакт со тие бактерии и може да се колонизира, да се инфицира во болниците како болнички инфекции, да се накалемат и на тој начин да настане една, нели, интересна ситуација како јас никогаш не пиев антибиотик, имам волку резистентна бактерија. Затоа сите ние подеднакво треба да бидеме свесни за злоупотребата на антибиотиците и одговорни при употребата. Одговорни секако да, бидејќи цената не е само по тој што ги пие антибиотиците, туку на целокупната популација. И на нашите нели потомци, и тоа ќе биде еден процес што ќе не можеме да излекуваме една пневмонија, една уринарна инфекција, токму заради тоа што ќе немаме избор со кои антибиотици да ги лекуваме. А бактериите се насекаде околу нас, населени сме со нив, доаѓаме во контакт и тоа е, нели, природен процес, но кога ние ги злоупотребуваме антибиотиците, тие се наоѓаат начин како да се заштитат. А фармацевската индустрија не е толку моќна да создава и толку лесно да ги проучува тие механизми, да најде начин како да креира нови антибиотици кои што би биле делотворни на тие супербактерии. Така да процесот на производство е многу побавен во однос на процесот на креирање на резистенција кај бактериите. Уште еден гледач ке вклучиме, овој пат се надевам успешно. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до докторката и до водителката, интересна ви е емисијата. Благодарам. Сакала да ја прашам нешто докторката. Прво, јас сум на крајот на 8-та деценија, возрастна. Болна сум од ХОП и воедно и од синуси и полипи имам. Заради алергија. И сега прави ми проблеми синусите, не може да ме оперисат заради состојбата на градите. Примам многу често антибиотици. И за хобол, и за состојбата на носот, бидејќи имам зоево крвен секрет. Ке молам, на колку, помогнете ми, сакам да знам на колку растојание треба да се прима антибиотик. Обично, кога одам во болница, во инфузија примам. За ово, за носот, пак примам. И што да се прави, докторке? Така, значи ви интересира дали треба да се прави некаква пауза помеѓу различните дози на антибиотик. Ви благодарам за вклучувањето во програма и што значи за еден пациент вака долготрajно примање на антибиотик кога е тоа неопходно?
Дали е неопходно? Значи Дали е неопходно, така? Хронична обструктивна белодробна болест која што ја спомна пациентката дека ја има е точно ризик фактор за да има почести респираторни инфекции. Меѓутоа спомна дека има и алергиска предиспозиција и тука многу треба да се внимава и да се разграничи дали екзерцебација на ХОП е заради алергија, заради инфекција, кој е инфектот, да се направат одредени микробиолошки испитувања, што е тоа што ја загрозува и ја влошува состојбата на пациентката, бидејќи секое тоа влошување на таа состојба основна која што ја има, доколку се третира со антибиотик, сигурно дека ќе направи само резистенција, ќе направи еден дисбаланс на цревната флора и нема да има никаква корист за неа. Така да многу треба да се внимава во, како што кажавме, рационално, дали е сега момент за антибиотик и кој антибиотик да се даде. Не може да биде еден човек постојано под антибиотска терапија за да биде добар. И дали е добра под антибиотик? Ако се дава цефтриаксон, ако се дава, да речем, некој од кинолоните постојано, тука веќе имаме формирана резистенција и затоа ќе се повторува. Додека е во болница можеби ќе биде добро заради одредени други додатоци во третманот. Меѓутоа, самата болест е со таква природа што недопустливо е да биде постојано со антибиотик, само да се прашува за пауза измеѓу одредени тераписки препорачани антибиотици. Секогаш мора да имаме причина зошто го даваме антибиотикот и што со тоа лекуваме. Тука ќе пуштиме еден блок реклами, а веднаш потоа продолжуваме со разјаснување на уште многу аспекти поврзани со антибиотската терапија и резистентноста на бактериите. Останете на Телма. Со доктор Катерина Игневска, специјалист по микробиологија во Жан Митрев клиник, денеска разговараме за рационалната употреба на антибиотиците. Докторке, во водичите за рационална употреба на антибиотик строго е наведено во кои ситуации да се користат антибиотици од постарата генерација и кога да се применуваат така наречени резервни антибиотици. Какви се тие резервни антибиотици? Зошто е наведено тие да бидат последна опција? Така, буквално и така, тоа се последна опција, кога сите други можности за третман се исцрпени. Тие се резервни антибиотици кои што не треба да ги користиме, не дека не треба да ни бидат достапни, меѓутоа, во однос на и во препораките секаде стои конзилиарно да се одлучи и да се потпише дека тој резервен антибиотик е оправдано даден, затоа што таа се одредена група на антибиотици кои што се ревидираат од Светската здравствена организација повремено, и треба да се користат само во исклучителни и оправдани ситуации, кога навистина другите опции за третман, другите антибиотици се, да речеме, исцрпени, тогаш да ги примениме тие резервни антибиотици. Навистина многу критично да се даваат. Сега ова што се случи со пандемијата, во тој период никој не го почитуваше она што се резервни антибиотици, последна линија се пукаше со сите оружја. И токму заради тоа сега и имаме веќе резистенции на последната линија на антибиотици, карбапенимите, пиперацилин, тазобактам, ванкомицинот, линезолидот веќе ќе развива резистенција, бидејќи мислам дека мој впечаток и тој максимално се користеше онаму каде што се можеше. А што е со антибиотиците од она стара генерација кој што не се употребува долго време? Има теории дека можеби бактериите ја намалиле резистентноста кон нив, па ефикасноста сега има зголемена. Можеме ли да се потпреме можеби на така, има некои стари лекови кои што беа заборавени одредено време, меѓутоа како немеле нели ова резистенцијата и способноста на бактериите да креираат резистенции, најверојатно ќе се вратиме и на тие стари лекови кои што не се применува и ќе се направи некои нови, да речеме, препораки зависно нели нивната делотворност. Така да ќе мора да се, бидејќи не може да се произведат нови, веројатно ќе гледаме да се вратиме кон старите, онаму кај што може да се искористи. А и фармацевските куќи веројатно ќе мора да работат на нови класи антибиотици. Да, се работи на нови, меѓутоа процесот не е едноставен, бара многу време, клинички испитувања, стадиуми за да може да се пушти некој антибиотик во клиничка пракса. Така да
Останува сепак она да сме ние колку што може рационални и ние како лекари и пациентите и родителите да сите ние го сватиме ова за наше добро. Че не сме постигнали ништо ако мајка на дете уште веднаш антибиотик или бара кај матичниот веднаш антибиотик да се даде. Напротив, може да се направи само штета. Не само во однос на резистенција, туку секој антибиотик, секој лек има и други несакани ефекти. Така да сите тие имаат и токсични ефекти, некои се повеќе токсични кон црниот дроб, некои прават оштетување на бубрезите кога се примаат, некои прават повеќето или оштетување во однос на пореметување на нормалната микрофлора, оној цревниот микробиом кој што го имаме. Така да не е толку беззадлезно да се даваат антибиотици, колку што имаме корист секогаш од лекот имаме и одредена штета. Само што треба да се извага што лекуваме и дали е неопходно да го дадеме тој лек. Споменавте дека антибиотикот може да направи нарушување на цревната микрофлора. Често пати при антибиотски терапии проблем следува со диареја. Дали може да се избегне проливот доколку се примена, да речеме, пробиотици? Така да. Значи, една од последиците е токму тоа нарушување на цревниот микробиом. Како тоа се случува, значи зошто тоа се случува? Во цревата ние, како што кажав, имаме мноштво на бактерии, еден конгломерат од бактерии најразлични, меѓу кои некои се осетливи од бактериите, а некои се резистентни. Што постигнуваме? Кога ќе дадеме некој антибиотик, ние правиме селекција на флората. Практично тие бактерии што се осетливи на антибиотикот ги уништуваме. Тие умираат. Но за сметка на тоа, бактериите кои што биле, макар и една бактерија која што била резистентна на тој антибиотик, она добива простор да се размножува, да го окупира теренот. Значи самото тоа давање на антибиотици ние ще уништуваме нормалната флора од добри бактерии. И добиваат простор всушност оние лоши бактерии да си се размножат слободно. Една супербактерија таа ќе се намножи, уште побрзо множат и тука нели имаат свој терен. Самиот тој дисбаланс што се случува во цревата, бидејќи бактериите служат и за други нели метаболни процеси во организмот околу варењето на храната, продукција на витамин К и така натака, ќе доведе до една состојба нели каде што со земање на антибиотик имаме диареја. Токму тој нарушен микробиом може да доведе до диареја. Што тука треба да направиме? Значи треба во односи на давање на одредени субституенти, како што се пробиотици или пребиотици, треба исто така да сме критични. Јас не сум за теоријата дека секое давање на антибиотик треба да биде проследено со пробиотик. Да, бидејќи ако станува збор за здрава индивидуа, за која што немаме историја дека претходно пиела многу антибиотици, тогаш, иако се препорачува одреден антибиотик кој нема широк спектар на дејство и е терапија од 3 или 5 дена, бидејќи некои едноставни уринарни инфекции можеме со 3 дена антибиотик да ги лекуваме, тогаш нема потреба од дополнително давање на пробиотик. Но, ако имаме пациенти кои што имале претходни инфекции, примале антибиотици, се имунокомпромитирани, тогаш секако оправдано е давање на пробиотици, значи да им помогнеме да нивните црева се колонизираат со добри бактерии. Важно е каков сој на пробиотски бактерии ќе одбереме, бидејќи има најразлични видови. На пазарот се нудат најразлични. Има мешавина од бактерии, има, да речеме, повеќе доминираат некои од нив, но во со различна концентрација, со различна бројност. Меѓутоа, во суштина, секој пробиотик има улога да ја надомести, да ја компензира нормалната флора која што ние самите би си ја уништиле со земање на одреден антибиотик. Споминавте и пребиотик, тоа е храна за пробиотската флора. Така, да, со пробиотиците практично дали може преку храната бактерии да ги внесеме пребиотиците? Така, значи со пробиотиците внесуваме живи бактерии. Значи тие можат да бидат и кои што ќе ни се населат, ќе се размножат, ќе ни ја надополнат или некаков баланс во цревната флора ќе направат. Тие може да се земат како суплементи, но можеме и преку храна, да речеме јогуртот, кефирот и тие содржат одредена концентрација на бактерии, кои што се добри за нашите црева. Од друга страна пак пребиотиците, тоа се храна, тоа се влакна од растително потекло,
кои што токму тоа не се храна за нас, туку храна за, да речеме, нели условно, храна за добрите бактерии. И тие ги има во форма на препарати, меѓутоа ги има и во храната кој што секојдневно ја внесуваме. Да речеме во кромидот, во мешунки како граб, грашок, леќа, наут, бананата, така натака, јатките, исто така тие се богати со растителни влакна и може да се користат, ние секојдневно внесуваме, нели, таква пробиотска храна која што ни помага да си го одржиме балансот, цревната флора или онака како што треба да биде. Уште еден гледач ќе вклучиме во денешната Телма амбуланта. Добар ден за него. Добар ден. Повелете. Земувам едно прашање. Имам проблем со колонот, имено од левата страна имам дивертикули и бидејќи често добивам болки, се јавив на лекар, ми даде да пијам Нормикс 7 дена 2 пати по 2 таблети и пробиотик Провен. Добро. Па сакам мнение. Дали е добро оваа комбинација, предпоставувам, да интересира? Инаку контролирана сум постојано. Предходно ми е правена колоноскопија пред 5 години, изваден полип, меѓутоа бенигне. Така. Али сега повторно се јавуваат овие проблеми. Ви благодарам за вклучувањето во емисија. Јас не знам дали тоа што го пие пациентката е антибиотик? Не, значи не е тоа антибиотик. Конкретно да, за пробиотикот веројатно беше прашањето. Секако дека е оправдано во овој случај да се даде и пробиотик. Сакав исто да напоменам пациентката со полипи во однос на препораките за редовно земање на пробиотици, или пациенти кои што имаат улцерозен колит, коронава болест, кај тие пациенти е и оправдано да си ги користат пробиотиците редовно во исхрана. Апропо на што кажав дека мој став е дека не секој третман со антибиотици треба да биде пропратен и со пробиотик во форма на некаков суплемент или додаток комерцијален. Сето тоа може да биде со преку храна внесено и искомпензирано. Така да нема никаква штета од пробиотикот и кај дивертикулозата која што дадена во моментот кај пациентката кога веројатно има некаква актуализација на состојбата со оглед на историјата дека имала и претходно полипи. Уште двајца гледачи ќе постават прашање во денешната емисија, само ќе ги замолам да бидат што поконкретни и поконцизни, бидејќи имаме само уште 7-8 минути до крајот на емисијата. Добар ден за првиот од нив. Ало? Повелете. Добар ден. Повелете, добар ден. Сакам да прашам докторката. На син ми е пронајдено во грлото стрептиколка бактерија. Добро. И му дадоја антибиотик амоксиклав. Го испи, дори го пиеш антибиотико, немаше болка во грлото. Откако престана да го пија, по 2 дена повторно му се појави болката и повторно по 10 дена му даде антибиотик лекопласт. Добро. И сега наутро кој ќе стани, повторно осеќа болка. Добро, предпоставам ве интересира што да се направи понатаму. Ви благодарам за вклучувањето во емисија, да го вклучим и следниот гледач, па потоа ќе дадете редоследно одговори. Добар ден. Добар ден. Повелете. Се извинувам, сакам да поставам едно прашање кон докторката. Повелете. Само пациент кој што 2 години е со субфебрилност по 37,2 степени, која што во текот на денонесувањето не се спушта на нормалата. Сега, она да сега е третирана со азитромицин 10 дена, со дофлицин и со панцеп. Сега, направени се комплетни микробиолошки анализи во текот на цела година редоследно. Хемокултурата е негативна. Едино од пнеумослайд е изолирана ИГГ микоплазма пнеумонија. Морам да нагласам дека пациентката е со сува надразнителна уколна кашлица која што не и дава да функционира. Прашањето конкретно мене ми е дали треба да се третира таков вид на бактерија. Таков вид на инфекција. На инфекција, добро. Со позитивна микоплазма пнеумонија, дека ништо друго не е изолирано. Ви благодарам за вклучувањето. Повелете. Еве со првото прашање ќе почнеме за детето со стрептококна инфекција.
тука сега има дилема, нели, во однос на тоа колку долго било детето третирано и мајката дали соодветно го давала антибиотикот како што е и препорачено, затоа што кога се даваат антибиотици, кажав, дозата помеѓу интервалот помеѓу двете дози е многу важен временски. Исто така има антибиотици кои што се независно дали ќе го дадете пред јадење, после јадење, со храна или не, меѓутоа за некои антибиотици е строго препорачено за да го има својот клинички ефект да го дадете пред јадење, за да може да постигне ефект во однос на негова апсорбција и така натака. Така да има работи кои што генерално стрептококот е прва линија пеницилински препарати, со амоксиклавот веројатно бил добро истретиран. Втора линија кларитромицинот кај дете е добар избор, но пак треба да се види антибиограмот дали се одействува, затоа што веќе има резистенција, ако е дадено на слепо стрептокок, веќе има резистенција и кон макролидните антибиотици. И исто така многу е важно да составот, оралната флора, речеме, дејството на антибиотикот може би инвитро ние кога тестираме добиваме дека треба да биде делотворен, ефикасен тој антибиотик. Меѓутоа, составот на бактериите, на оралната флора е исто така многу важен при избор на антибиотик. Да речеме, ако лекуваме стрептокок, меѓутоа како друга пропратна флора имаме некој стафилокок или имаме мораксела, некои од другите, условно кажано, детски бактерии, тие имаат своји механизми со кои што го штитат стрептококот преку лачење на ензим кој што го разградува антибиотикот и не му дава да го исполни своето дејство. Така да многу работи се тука во игра, проценка, комбинација на бактерии, дали е само тоа изолиран стрептокок или има уште нешто во позадина, за да се даде чист пеницилински или антибиотик на кој што нема да делува некој од тие ензими, да речем, од другите бактерии кои што си го штитат својот сожител во грлото. Значи уште еден бриз да направат? Би требало, затоа што после толку антибиотици се препорачува да се направи уште еден бриз и да се види докаде и колку долго детето било третирано. Ако е стрептокок на ангина, ако е пиоген стрептокок, нели тој бара 10 дена терапија. Така да обичен фарингит може со 5 дена терапија ќе помине, меѓутоа пиогениот стрептокок по гајдланс 10 дена антибиотска терапија. А што е со вториот гледач, с кој што имаше пнеумослайд со... Така, значи и тука имаме комплексна ситуација на која што антибиотиците се давани, ако е тоа микоплазма лекувана и пациентката праша дали да се продолжи антибиотик на основ на наодот IgG микоплазма. Тоа значи дека е инфекција која што е веќе стара инфекција, одмината. IgG антителата да укажуваат ретроградно дека имало инфекција со микоплазма, но доколку IgM антителата се негативни, мирни, тоа значи дека веќе одмината стара инфекција и тоа не би требало да се лекува, туку причината за таа фебрилна состојба да се бара во некој друг извор кој што можеби е нешто покомплексно, можеби е некој, да речеме, ендокардит, можеби е некоја друга респираторна патологија. Така да треба да се открие изворот од каде доаѓа таа фебрилна, субфебрилна температура. Не може до бескрај да се третираат IgG антитела детектирани во крв. Постојано зборуваме за рационалната употреба на антибиотиците кај луѓето при да се употребуваат само кога има бактериска инфекција, но антибиотици се користат и во сточарството, се користат на живинарските фарми. Таму е навистина велат неконтролирана употребата на антибиотици. Потоа ние внесуваме месо, јајца, млеко и млечни производи, што значи постојано сме изложени на некои ниски дози на антибиотик. Праверни ли се истражување како сето тоа влијае на резистентноста на бактериите кон антибиотиците, па и на нашето здравје? Така. Да, и така како во таа индустрија се користат антибиотици, тоа се истите лекови кои што ги користиме и ние. Така да едно сме, значи резистенцијата на антибиотици кои што ја формираат бактериите како резултат на третман на животните, понатака тоа е тоа обкружување кое што го имаме и ние ќе се колонизираме и ќе имаме бактерии кои што се високо резистентни, ќе ги добиеме супербактериите, независно дали тие потекнуваат од некој друг човек или од животно. Околината ни се контаминира, бидејќи од самите црева тие излегуваат и во надворешната средина. Обстојуваат, значи на услови во надворешна средина, на сонце, на влага, обстојуваат, ние можеме да се контаминираме и на тој начин да ние се населиме со високо резистентни бактерии или пак луѓето кои што работат со животните или во фармите,
се уште повеќе експонирани на директен контакт со такви високорезистентни бактерии кај животни кои што биле претходно третирани со антибиотици. И секако резидуи од антибиотик колку би се внеле во нашиот организам кај животни кои што претходно примале е така дискутабилно и можеби треба се уште да се истражува, бидејќи има регулативи според кои животните кои што биле третирани со антибиотици треба да помине време да тој антибиотик се елиминира од организмот, за да од да речеме крава, млекото што се користи нели во производство, во продажба, да помине еден така период на прозорец од давање на антибиотик до употребливост нели во општата популација на тие производи. Меѓутоа и тие регулативи не знам колку функционираат и се почитуваат, како што нели достапноста на антибиотиците за луѓето е така, да речеме, неконтролирана и секој може да купи антибиотик и да се направи буквално нивна максимална злоупотреба. Така, се надевам дека свесноста за ова ќе расте и дека ќе се стави под контрола оваа злоупотреба на антибиотиците, дека што почесто ќе се рационализира сето ова, за да не дојдеме пребрзо во постантибиотската ера. Ви благодарам за денешното гостување. Благодарам и вам. Почитувани, ова беше уште една телма амбуланта реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. До гледање.